Третиот квартал Кочански водовод го завршил со 5 милиони ќар. Работна единица водовод и канализација има стварен добиток од износ од 7.260.221. Работна единица геотерма има негативен финансиски резултат во износ од 4.243.677 денови. Работна единица комунална хигиена има позитивен финансиски резултат во износ од 4.328.420 денови. Градско зелениво и православно гробиште има негативен финансиски резултат од 1.396.171 денови. За кочанските советници ова не беше доволно објаснување, па на комисиите извештајот на водовод не помина. Советниците за комуналците имаа и други прашања. За дел од нив спорни беа времените вработувања. Во последниот имаме 52 вработени кои што се на определено време. Дали имате реално потреба од тие и ако имате зошто не ги вработите на неопределено време или калкулирате по вашите потреби да па ги земете еден месец и ги пуштете. Нејасноти имаше и околу програмата за изградба на водовод и канализации. Во програмата поместени се околу 600.000 денари, мислам, за изградба на фекална канализација во руралните средини. Така ли беше? Да, мислам дека тука беше. Меѓутоа, никаде не прочитав дека имаме дека планираме средства за изградба на фекалната канализација во селото Тркање. Инаку Кочанското јавно предпријатие постои од 1968 година. Вработува 240 работници и дополнително се ангажирани околу 50 времено вработени, чиј број варира во зависност од потребите. Предпријатието се грижи за водоснабдување и одвод на отпадни води, комунални услуги, искористување на геотермалните води, градски пазар, уредување на прометни површини, паркови и градско зеленило, како и одржување на православните градски гробишта и градската капела.